Почитувани, добар ден. Стартуваме со црвена линија. Католичките верници, дел од православните христијани кои се водат по Григоријанскиот календар, го одбележуваат Божик на 25 декември. По 2 недели и преостанатиот дел од православниот свет, кој што празнува според Јулијанскиот календар, исто така на 25 декември, ќе го прослави Христовото раѓање. Единствен настан за христијаните со единствено значење, но без единствен термин за негово одбележување. Разликите за тоа кога треба да се слави Божик и другите верски празници пред се поради догматските несогласувања меѓу црквите и различните системи на мерење на времето. Едните го прифатиле Григоријанскиот календар, а другите Јулијанскиот календар. Божик за сите е на 25 декември, но по различен календар. Дали треба да дојде до усогласување на празнувањето на Божик? Тоа е централното и денес единствено прашање во црвена линија, затоа верувам дека ќе ви има во огромен број и активно ќе ја креирате и оваа црвена линија, но што се однесува до социјалните медиуми, секако на самиот почеток ќе ве потсетам веднаш да не заследите и на Facebook и на Twitter и секако задолжително на Instagram, за да веќе од овој момент завземете активно учество во анкетата која што е објавена на Instagram Story. Тоа значи да по заследувањето кликнете на Instagram Story и одговорите на следново прашање, односно дали ги држите божикните пости. Како што гледате, тука имате две опции за одговор. Едната е да, и доколку вашиот одговор е да, кликнете на ова поле, а ако е не, кликнете на ова поле. Ке сумираме во проценти, како и секогаш, и некаде кон крајот на црвена линија ќе ги соопштиме и резултатите. Напомена, верувам дека голем дел од вас ќе бидат охрабрени денес за прв пат да се вклучат во контактна емисија како црвена линија, да дадете удел, се разбира, преку вашите одговори, мислења и ставови, и да не заборавите доколку се вклучувате во црвена линија, вртејќи го телефонскиот број 02 307 0005, задолжително целосно намалете го тонот на телевизорот. Ние сме подготвени за вас, меѓу другото, еве, додека пред се да го вклучиме и првиот јавувач или јавувачка и да ја стартуваме црвена линија и официјално, нели, со ваше учество, да напоменам дека сите оние кои што нема да успеете телефонски да се вклучите или можеби полесно вие, еве, да искажете став на писмено, тоа можете да го сторите преку Facebook, нашиот профил е црвена линија, таму е објавена темата, и секако преку коментари и споделувања да завземете активно учество, дури и по завршувањето, нели, на црвена линија, може на социјалните медиуми да продолжи оваа дискусија. Па, добар ден! Дали се слушаме? Добар ден! Ало, добар ден, Тина. Добар ден, голем поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Не знаев дека сум прва, па се збунив, да ти кажам наискрено. Јас уште одавно го дискутиравме ова, дека треба да дојде до усогласување. Мислам дека најдобро би било на денешен ден, на 25 декември, затоа што секогаш сум размислувала и воопшто сите дискутираме на таа тема, кога, да речеме, ние на 6 јануари, не, за нова година јадеме месо, а па на 6 јануари па постиме, и па на 7 па си јадеме, нели, месо. Тоа никако не можам да го разберам. Така да, секако би било најдобро да биде на 25 декември. Мислам за сите што се добро, тие што се ептен големи верници, тие секако си постат, ама ние што не сме, некако не ми се допаѓа воопшто, што уствари ние изиграваме дека сме верници со тоа постење. Зборувам за постењето, иначе не треба лошо да му правиш. Ја мислам за тумите добро. Не треба лошо да му правиш на човек постењето, ништо не е, ама сакам да кажам колку тоа ќе му дадеме акцент, леле мора да биде пусна трапезата, ама па на 6 јануари, ама па на 1 јануари што јадеме мрсно, така да секако јас сум за тоа да биде на 25 декември. Поздрав многу, Тина, и ако не се благодарам многу среќни што и празници. редовно не следите и секако активно земате учество во сите изданија на црвена линија, а со вас еве денеска и официјално го почнуваме ова издание. Продолжуваме понатаму. Добар ден или може би добро вечер. Здраво. Здраво.
Нема ни добро вечер, ни добар ден. Сега е зона сумрака. Така ли се чувствувате? О? Така ли ви е чувството дека е зона сумрак? Па еве, гледам надвор, се уште не е стемнето, се уште небото светло, а веќе е темно. Нели како викат, навечер е самрак, наутро е зора. Така. Тоа е та транзициона фаза на времето. Добро, пројда 10 секунди у бези. Не е ни битно. Види, јас сум против ова усогласување. Може да се усогласиме они да дојдат на нашето време. Значи, као прво, самата година не е по мене астрономски тачно поставена. За мене нова година е, да речеме, 21, 22, зависи кој ден е равнодневница. Ова е краткодневница. Значи, кога денот е најкраток, ноќта е најдолга. И лето исто така е долгодневница или кратконошница, како да го кажеме, додека овие двете есенски пролетски времења се рамнодневници. За мене едно од тие времења треба да се одбере како датум за 1 јануар, да речеме, да биде. А овака некако нелогички ми држи мене на 31 декември, нова година. 31 декември треба да биде на 20. Благодарам многу за учеството. Останете со нас да слушнеме што ќе кажат и останатите гледачи кои што допрва ќе ги вклучуваме. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас. Во црвена линија сте, повелете. Фала. Мислам дека оваа тема не требало ни случајно да ја начнете. Добро, ве слушаме, продолжете, Да. ваш простор е Ни ваше. случајно. Вака, преку јавни гласила, преку новинарски работи, значи се уништува така речено, ако смеам така да кажам, православието. Ова не смеете да го пипнете. Може да разговараме за празник кој што ни доаѓа. А ова, дали треба да се согласиме? Немај, молим те. Ова е катастрофа од тема. По некоја случајност, бев на болување, некој 10 дена. Во вашата телевизија може 6-7 пати, 8 сум се вклучил, затоа што ми одговара работното време до 3 во 3,5 идам и така се совпаѓам. Што е ова во сите телевизии со истите гледачите, со истите слушатели, сите телевизии? Па земете, формирајте партија, телевизија, пите кафе таму. Ајде, да не си ги арчите. Слушајте, ве молам, застанете. Дали ги држите божикните постиеве и тоа може да ни кажете? Моje право е тоа. Некој ги држи што сака, некој сака да ги држи што не може да ги држи. Така, а вие ги држите ли божикните Можете да пости? пипате цена ако сте христијани. Тука. Значи, јас сум христијанин и не можете да видите од мене поголем од некоја страна. И икс такви. Значи, во времето некој проведел муслиманство, некој христијанство и така натаму. Благодарам многу. Пред се за гледачот кој што секогаш ќе биде добре дојден, иако може би има впечаток дека истите гледачи се јавуваат на сите емисии. Секако ние нема да формираме партија, бидејќи црвена линија секако дава простор на сите, па и на гледачот кој што пред малку се вклучи. Најмалку што сакаме е ние да одредуваме кои гледачи каде и колку пати ќе се вклучуваат. Благодарам секако што го споделивте вашиот одговор со гледачите на црвена линија. Го цениме тоа како и секогаш и секако останете со нас да видиме останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Добро вечер. Добар вечер. Повелете, ве слушаме. Поздрав ти на... Поздрав и до вас. Е се овака за празникот, Божич. Божич е еден, Господ еден е. Нема два Господа. И еднушка е роден. И ти, и јас, еднушка сме родени. Два пати сме родени, ја и ти, така и Господ. И Господ еднушка е роден. Мајката Богородица го родила, ама еднушка. И треба на истиот ден да се празнува. Раѓањето Христосово. Така е. Ве слушаме, продолжете си. Јас сум христијанин, чист. И татко ми беше епитроп во црква во Виджево. И дедо ми и татко ми. И јас сум христијанин.
чист христијанин, македонец. И Дали ги затоа, држите ова ни анкетно прашање? Дали ги држите божикните пости? видиш, некојаш можеш, а и од здравието некојаш не можеш. Не смеш да постиш некојаш. Од здравието. Од болеста, мислам, не од здравието, за да имаш здравие. И затоа. Инаку, јас посте порано. Ама сега не сме да постам. Тоа е работата. Така, благодарам многу за учеството и вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Добар ден. Ало. Една молба голема до вас, намалете го целосно тонот на телевизорот. Да разговараме само преку телефонска слушалка, ве молам. Ало. Дали се слушаме, дали е подобро? Јас ве слушам вас, добро е. Одлично ве слушаме и ние вас. Може малку погласно повелете. Хајде да почнем. Намалете го Добро тонот е. на телевизорот, ве замолувам. Ево, исклучение. Одлично, повелете. Ама јас не ве слушам вас воопшто. А, добро е. Добро е, добро е. Дали вие слушате? Одлично, продолжете. Врска нема ова со постојње, со непостојње. Знаете ли што значи да се смени датумот за Божик и за овие работи? Тоа е целокупна една, како да кажам, тоа е премесечеви имени, не знам што е. Точен е овој календар, 25. Ме слушате добро? Да, продолжете се. 25 децември е точен датум по Григоријански календар, тоа е уред сето. Меѓутоа нашата православието го користи јулијанскиот календар. Или по старо гледано, по старски, или старо, како да га црковен календар. Благодарам многу што бевте дел од Црвена линија. Подсетување напомена секако дека време траењето на едно јавување е 90 секунди. Го објавуваме тајмерот на екранот за да можете да си го мерите времето кога се вклучувате, но и ве ги охрабрувам оние кои што сакаат дополнителни 90 секунди. Секако додека траеме можете повторно да го завртите нашиот број. Добро вечер. Ало, добро вечер. Господине Лјупчо, кој ќе биде вашиот одговор? Дали треба да дојде до усогласување на празнувањето на Божик? Па, мислам дека црквите треба да седнат и да се договорат, затоа што вака, како што е разедината Цариградската патриаршија, мислам, пошто ние припаѓаме на тој клан, го нема нигдека. Земете бугарската слави денеска, грчката слави денеска, романската слави денеска, се православни кои се свртени према Цариградската патриаршија. Останува на седми само руската, ние и српската црква да го слави Божик. Тоа е едната работа. Втората работа, ако сме веќе православни, ние зборам за нас, тогаш дајте да ги славиме празниците како што треба православието. Јас сега ќе го наметнам прашањето со огновите за Бадник. Зошто ги палиме огновите за Бадник и правиме фестивали од обичен пагански обичај, а тоа е топлење на деца пред да тргнат на Коледе? И кога го славиме ние Бадник на 5, треба да го славиме или на 6, ако Христос се родил на 7. Ајде да рачистиме и таа работа. Знаете, немој да проповедаме вера сите. Ја мислам дека црквата треба да седне и да си рачисти како ќе рече црквата. Ако сме верници, како ќе не поведе црквата, така треба да сработиме. А не ние да измислуваме, немој да пипате, немојте вака, немојте така. Ако е така, тогаш додиме по црковните обичаи. Црквата вика на 5 да не се палат огнови, ние палиме огнови. Па зашто тогаш не ја почитуваме наредбата на црквата? Ајде да прашам и да не зборам за некои други работи што ги утнавна ние православните што ги измисливме. Благодарам многу за учеството, а сега ќе ви прочитам и дел од одговорите, коментарите кои што ни пристигнуваат и на Facebook, Црвена линија. Тука секако ве охрабрувам сите вие кои што нема да се вклучите во Црвена линија, можете преку коментар токму под нашата тема да земете активно учество во денешната дискусија. Славчо Цако Јакимовски напишал на прашањето дали треба да дојде до усогласување на празнувањето на Божик, напишал никако. Зарем треба да се откажеме од православието кое
е со векови, си слави Божик, а и останатите празници по својот календар. Продолжете да коментирате секако, а сега продолжуваме и со гледачите кои што ќе го кажат својот став во живо. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав и до вас, во црвена линија сте, повелете. Бедови, прабедови славиле се во Божик на 7. Још не сум ја. Вие сте, ве слушаме, продолжете се. Сега. Со колена е пренасано и тоа е оставено до нас. Значи и било е. Сега, од друга страна, од политики, тураат некои владици, господини и секој си по свое сака да го смене. Не може да го смене. Како пагански е, господинот што спомна, пагански е огинот, а пагански не е вечерскиот карневал. Значи и он е пагански, значи едно може, едно не може. Едно привлекуваме туристи, едно мааме граѓани. Ние сме православни и треба да останеме православни. Нашиот календар е тај и не треба да го менјаме. А не ние Божик на 25-ти, заљубени на Трипун, тој не треба да постое. Сами си го ние менјаме и вера, и име, и презиме, и религија, све сами. Фала и пријатно. Уште едно прашање, ова не анкетно, дали ги држите божикните пости? Божични пости може да држе администратор со геврек, а рудар, градежник, путар, тешка работа не може да држе. Добро, благодарам за вашите... Не трпе 5 тона руда денеска, гевреко не тура 1000 квадрата плоча денеска, а у градежништво. Значи, Сабале, Господ дека ми просте, има плоча за турање, ја морам. А ако сам рудар, треба да врлу 5 тона руда, Господ дека ми просте, гевреко не врла 5 тона руда. Значи, меѓу тој секое понеделник, среда, петок, кои се одредени со риба, без риба, со мас, без мас, со зејтин, без зејтин. Благодарам многу, ете за вашите одговори, секако што земавте активно учество во црвена линија. Продолжуваме со вас, добро вечер. Дали се слушаме? Ало. Добро вечер. Ало. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. На кој друг се? Да, на 0. Јас и вие зборуваме само телефонски. Но не е кај мене. Таму збори, да. Ало. Да, ете така. Може и малку погласно да зборувате, повелете. Ве слушаме. Не, таму збори. Иште тај збори. Дали ме слушате, во програма сте? Тај збори. Добро вечер, уште еднаш. Ало. Ве слушаме, почнете, еве. Добро вечер. Ти имаше пред мене некој цело време го слушам на телефон. Да, само сакам да кажам дека јас ги поснам сите пости редовно, прашуваш ги значи сите, и имам прочитано многу книжки од светите отци, тие се ми параметар како треба да се движиме. А на телевизија да гласаме, тоа малку незапознаење секој со таа работа. Значи, благодатни Огин слегува на нашиот датум. После тоа, Јордан, реката Јордан, на Јорданија, се движи наопаку, назад значи ова деповата. Има и облакот што се појавува над Ерусалим, исто и тоа само на еден ден се појавува, само на нашиот датум. А сега ние да гласаме за нас на одлука тука, треба добро познавање за ова, пошто е битна верата, упрашање е верата. А католиците се не се христијани, тоа треба да го знаат. Папата ги лаже и се одбегани од верата. Значи не се ни крстени, нивната вера не е православие. Ако сакат да се придвижат, нема проблем. Значи ние сме секад добронаверни и со добра желба, нека дојдат у православието, нека се придружат со нас и ќе биде како што треба. А ние да одеме нека нив голема грешка. Сакат една цел имат да го уништат и нашата вера. Дали тоа мислење, мислам дека е окей, нека секој нека си го каже своето. Така, благодарам многу, еве што споделивте како гледате на
овие работи во однос на прашањето кое што денеска го поставуваме до сите, тоа е дали треба да дојде до усогласување на празнувањето на Божик. Повторно ќе прочитам дел од коментарите. Ќе продолжам со коментарот на Игор Јанковски, кој што напишал: здраво, прво да го честитам Божик на сите оние што го слават според Григоријанскиот календар, да им посакам пред се здравје, среќа, љубов, а за сите ние останатите што го славиме Божик според Јулијанскиот календар, да го дочекаме Божик со добра мисла и во добро здравје. Што се однесува на неусогласувањето на календарите и различно го славиме Божи, како и многу други празници, сметам дека треба според моје мислење да славиме сите истовремено, затоа што сите веруваме во Исус Христос, а религии и верување има многу, а сепак еден е Бог. Не знам на вистина кое празнување е правилно, но сепак сите ја почитуваме религијата како нешто што учи на добро, а сите празници што ни следат да бидат исполнети со многу здравје, како и со исполнетост и хармоничност во нашите души и срца. Среќен Божик за сите што го слават денес. Христос се роди, навистина се роди. Благодарам, Игор, за учеството преку коментари. Ве охрабрувам останатите сега кои подсетувам, коментирајте и споделувајте на Facebook профилот е Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Добро вечер. Се слушаме? Да, повелете, во Црвена линија сте. Добро вечер. Вака, многу убава да речем пред се, нелите, Божикно прашање, би рекла дека никако не треба да е до согласување на Божик, затоа што вака бе да објасниме. Значи, прво, овој Божик е католички, би рекла ватикански, да кратко. Па ние сега луѓе гледам че сидат нели кинеска нова година. Така да, значи, ова е да 585-та, мислам да не грешам, некоја година е утка, значи на папата му текнува да го спени. Значи, објаснување нема ни зашто никако. Затоа реков, ова не е да речем ајде нова година, нели, ја славиме, знаеме првиот најдот. Зборим, ова е веќе верски и духовно. Че тие се некои Божи пресметки, би рекла. Така да прво папата нити објасно Григори 13 да знаат, а ова е она старо што се вика уште светите апостоли. Така да прво Ватикан треба да се извини и да се врати нашиот календар. Значи тоа поедноставно нема. И сега би рекла за бизнисмените, значи видите, па сега нели еве со Кина не слави Божи, како таму може економски нели да се направи? Значи ова е лицемерие. Така да економијата нема врска, ова е само дека Ватикан сака да си покаже. А ја би рекла се извинам, ако може ние треба и нашата нова година да биде неработен ден. Така да и тоа е многу да знаат. Значи овие пресметки се точни, затоа реков некој треба да објасни. Нели знаеме има тројца мудреци, така јас не зборам за нова година, тоа е веќе друго. А и за еве тројца мудреци знаеме дека вие пресметале кога ќе се роди нели синот Божи. Не може ние сега некој папа што нема буквално објаснување збора. Значи ова се затоа реков да не мешаме да бидам, затоа би рекол. Нели еви Турција не е нели муслиманската, како се Европа прави мислам пресметки. Така да тоа е лицемерие од бизнес групата. А зборам ова тоа си наша идентитет и култура. Ова е наш Божик што се вика, ние треба да го штитиме, како речеме, еве сега ви реков. Внимавајте само на тајмерот, 90 секунди е време траењето на едно јавување. Големо благодарам за вашето учество. Секако еве подсетувам доколку имате потреба и за нови 90 секунди, се додека трае Црвена линија, сте добре дојдени сите. Ево уште еден коментар од Горан Чоков, кој што напишал: најнапред честитки до припадниците од католичка вероисповед. Христос се роди. 1053-та по расколот заради Феликс Свето, односно во заграда Свети Тројца, сметам дека треба да остане досега како што е. Нека биде неговата волја пред се. Ајде, дали треба да дојде до согласување на празнувањето на Божик во однос на датата, што сметате, дали еве можете и анкетното прашање да го одговорите таму на Инстаграм. Прашуваме дали ги држите божикните пости. Добро вечер. Добър вечер и поздрав. Голем поздрав и до вас, повелете. Јас мислам дека треба да се изврши усогласување на празнувањето на Божи. Разликата е во календарското славење, а не во религиозното славење. А календарското славење е произлезено од космичките закони. Сега, луѓе, Христос е роден пред нова година. Сега е важно кој кога ја слави новата година. А не може некој два пати да ја слави новата година.
и календарската нова година и од јулијанското време, кое важело за тоа време календарот. Значи, Христос е роден пред нова година и Божик е пред нова година. Тој како е слави, така му е драго. Значи, треба да се изедначи, нема никаква врска меѓу католицизмот и православието во поглед на раѓањето на Христоса, но кај нас ние имаме мало проблеми што од 100 години ме беа припадници на. Благодарам за учеството. Уште еднаш подсетувам, внимавајте на тајмерот. Ева уште еден коментар. Денја Јацка напишал: никако, како ни ви е срам за вакво прашање или пуштате пробен бало. Ние ќе подсетиме дека католичките верници, дел од православните христијани кои се водат по Григоријанскиот календар, го одбележуваат Божик денес. Во името на редакцијата на Црвена линија секако им го честитаме денешниот ден. Среќен Божик секако до сите верници од католичка вероисповест. А ќе подсетиме дека по 2 недели преостанатиот дел од православниот свет, кој што празнува според јулијанскиот календар, исто така на 25 декември ќе го прослави Христовото раѓање, единствен настан за христијаните со единствено значење, но без единствен термин за негово одбележување. Дали според вас, денес прашуваме во Црвена линија, треба да дојде до усогласување на празнувањето на Божик? Добро вечер. Добро вечер, Македонијо. Бог на помош по денешниот голем светител Свети Спиридон, чудотворец. Да кажам, значи, јас сум за усогласување, ти, значи, кои се новокалендарци, дали католици, дали православни, да се вратат, да се го слават како што треба, нели, Божик, со нас, другите православни христијани. Тоа, значи, е најдобро решение. Сега, пошто е најточно решение. Еве ќе кажам доказ. Пред неколку години, точно не знам кога, на денешниот исти ден, на островот Крв, таму некој си митрополит служил, нели, богослужба за Божик по нов календар. И едно време кандилата, мислам дека така сами од себе почнале да нишаат, и тој истиот митрополит скопчал дека нешто се прави грешно, некој абере од Бога, а тука, нели, во таа, нели, црква е цело тело нераспадливо на Свети Спиридон, чие тело 1700 години има температура како да е жив, а тој си е жив. Сега, и тогаш рекол тој митрополит: пејте го брзо тропарот на Свети Спиридон. Значи денеска според стар календар е Свети Спиридон чудотворец. Сега друга работа, со Великден никогаш по католички, нели, календар поточно, не се паѓа, мислам, на Великден нивен нема благодатен оган што не гори, нели. Секогаш на наш Великден, нели, на Велика сабота се јавува благодатниот оган што не гори. Календарот наш си е автентичен, а се друго е помодарство и директива од Западот. Поздрав. Поздрав, благодарам и вам за учеството. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Па, дали да се изедначат или не? Ако се изедначат, значи во случај помалце православци има, отколку што има католици. Католичкиот свет е поголем. Значи има повеќе луѓе. Така да, ако одиме на компромис, тогаш ние треба да прифатиме оно што е католиците, треба да го прифатиме католичкото, Григоријанскиот календар. Меѓутоа, ние секако го имаме прифатено Григоријанскиот календар. Значи, овој календар по кој што одиме денес е 25-ти. 25-ти е денеска католичкиот Божик, ама има и православни верници кои што го чествуваат Божик. По Григоријанскиот календар е 25-ти. Тука е цела работа. Значи, не знам што би можеле ние да правиме тука, кога тие веќе имат, речи го... Дали сте тука? Да, тука сум. Еве и анкетното прашање за денес е: дали ги држите божикните пости? Не.
Не, во ред, благодарам за Не одговорот. ги држам, практикувам да не држам, чисто од работата. Јас работев иначе. И така да, што велеше еден со гладен стомак не се ради на работа, така да тие работи со тие работи може да се луксузират тие што може да си ги одлагат работите или бил. Благодарам многу и вам што еве дадовте удел во ова издание на Црвена линија. Уште еден се разбира коментар од Гоце Василевски. Македонската православна црква има донесено одлука за прифаќање на Григоријанскиот календар, која ја става стално по други решенија. Од друга страна, постојат истражувања од кои произлегува дека ни овој датум не е точен. Бранка Атанасова и Зоран Котев имаат одговорен нашето прашање со не. Продолжете да коментирате секако на Facebook, ве подсетувам, и профилот на Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. Секако, повелете. Благодарам, па вака. Прво, во принцип, јас сум христијанин православен, не сум католик. Така да не се слагам да празнуваме заедно. Затоа што ние и тие не сме исто. Ние сме православни, но тие се католици, ние сме христијани. Има и знаете, соседството грците се православни кои што не ме интересираат грци, бугари, тоа воопшто, меѓу тие ради политиката прифатиле тоа. Меѓутоа ја лично како православен христијанин не се слагам ние да славиме заедно со нив. Значи, ако веќе сака да славиме заедно, тоа нека прејдат они на 7 јануар да слават заедно со нас и тогаш ќе се сложиме и ние. Значи, фактички, ние, се некој сака да не удри по глава и да прифаќаме се што некој наложува. До кога? А до вчера, еве, и сега, за се што се случува во државата, се викаме тие или тие ни го наложуваат сето. Дали треба сега и ова да прифатиме и да се прекрстиме, веќе не сме христијани, него сме католици? Мислам, буквално не. И ми се чини дека и погрешно е што сте ја ставиле оваа тема на денешниот ден, затоа што погрешно се информираат граѓаните и некој се од знаење, незнаење и ќе каже се слагам да го прифатиме тоа. Значи, да си останеме, јагнето е јагне, волот е вол. Значи, не може да ги споиш да видат едно. Се знае, значи, оно што сум, тоа и ќе останам. Благодарам, поздрав. Благодарам многу што бевте со нас во Црвена линија и останете со нас. Добро вечер. Добро вечер. Дали имаме некого на линија? Напомена, особено за оние кои што за прв пат ќе се вклучат, имајте во предвид веднаш целосно да се намали тонот на ТВ приемникот. Морам да укажам пред да го речам новото добро вечер, за да не се губат секундите напразно, односно да имате впечаток дека некој друг зборува наместо вас, да се слушам јас од вашата соба каде што ТВ приемникот, така да ете тоа е задолжително едно техничко правило. Добро вечер. Добро вечер и честит Божик на сите што го слават денешниот ден. Повелете. Ви благодарам. Значи јас постам пред се, да кажам, речи си сите, не баш сите, ама поголем великденски Божи книги постам, богородични во август и така. Зависно од здравието и од можностите секако. Инако сум против согласување, против тоа да бидеме на 25-ти, особено што пред се Ерусалим и Света Гора го чествуваат 7 јануари, колку што јас знам. Така што и коптите во Египет, и русите, и дел од Украина, и Црна и Србија, и многу други слават на 7, мислам дека треба навистина да остане на 7. Затоа што тоа повлекува понатаму сите други празници да се празнуваат по некој друг редослед. И еве како најголема слава, мислам дека во Македонија Свети Никола, нели? Што ќе биде тогаш? Кога ќе се слави Свети Никола? Мислам дека едно од најголемите, секоја чест на сите останати, нели? Со здравје да се служат сите слави, да се чествуваат, меѓутоа еве како најголема Свети Никола, што правиме со Свети Никола? Значи јас сум за тоа
да остане на 7 и на сите ви посакувам добро здравје и многу љубов и Благодарам многу и ние ви посакуваме во име на редакцијата и многу здравје. Ова важи за сите гледачи секако и да ни останете во добро расположение. А и со нетрпение очекуваме да слушнеме какви одговори ќе имаме понатаму со вклучувањето на останатите. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Видете, ја не се согласувам да славиме со овие, речем да ги спомнам, нити да менјаваме нешто, ние сме тие и да си останеме тие. Но што се случува сега со ова? Ова е некој пробен балон. Секогаш така ни прават. Прво ќе пуштат пробен балон, па народот напред-назад ќе верглат, па ќе види како дишит, ќе трчат до кај може да изтрчат, кој ќе се заморат топ, ќе паднат. Тоа не е случајно ова тема од кај ви дошла вас. Вие измисливте ли тие уредниците, не знам од кај ви дошла темата. Истото го прави со државава. Истото. Еве, например, може ќе што е темата. Председателка вчера и денеска држеше говор, не е Стедев. Не можеше да кажи дека пробниот балон да го рушат со пресудите и да им речи док не ги внесите пресудите, не прифаќаме никакви разговори. Пријатно. Устав ќе отвориме, кој ќе го отворат бугарите. Така се дискутира. Ве молам еве за анкетното прашање, кој е вашиот одговор, дали ги држите божикните пости? Си почитувам колку што можам. Некогаш не одам до крај да ги почитувам, али Така, благодарам многу и вам за учеството. Ни пристигна уште еден коментар на профилот на Црвена линија на Фејсбук од Маре Додевска. Првиот календар е јулијански по царот римски Јулија. Астрономите пресметале од раѓањето на Исус Христос. Во времето на папата Григорија, астрономите пресметале дека секоја година се појавуваат вишок на 6 часа, кои за 4 години стануваат 24 часа, тоест еден ден, и така се појавува 29 февруари напишано. Од тогаш почнува времето да се смета по новиот наречен Григоријански календар. Ние сите луѓето од цел свет, па дури и ние македонците, животот го живеат по новиот календар. Само религијата го користи стариот. Од православните земји, само ние, србите и русите, го користат стариот јулијански, а останатите православни земји, како Грција, Бугарија, Романија, Грузија, Украина, се водат по новиот Григоријански. Ако Македонската православна црква оди по јулијански, тогаш и новата година ќе ни биде на 13 јануар, а не како што ние сите во светот нова година ја славиме на 1 јануари. Се надевам дека еден ден и Македонската православна црква ќе се опамети и ќе се приклучи на вистинското мерење на времето и се приклони на правилниот Григоријански календар. Најголемата грешка е кај Македонската православна црква, која не го објаснува значењето на Григоријанскиот календар и ги става во заблуда православниот народ да мисли дека тој календар е католички. Благодарам за учеството преку коментари. Продолжете и понатаму и на социјалните медиуми, а сега е време да вклучиме и нов гледач или можеби гледачка. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Во програмата? Да, ве слушаме, повелете. Па вака, јас ќе кажам. Дали вие живеете уште во едноумие и ни поставувате, ни ги перете мозоците ни кога зборуваме да се направи некои убави работи, вие тие записи не ги ставате на страна, туку само ве интересират духовни работи, кога го изгореле Господ, кога умрел брат му, кога умрел тој. Дајте малку свестете се, значи, знаете, 31 јануари кога е? Кога ќе помине декември. Значи, никој ни се родил, ни погинал. Секој ден гинеме од самите себе. И секој ден е празник. Кој како се осеќа? Јас се осеќам на 7 јануари да го правам и на 14 јануари. Како стара нова година, што било.
Значи, поместувањето на умот кај луѓето може да се поместат сите работи. И затоа се овие збрки се тепаат. Кој да го разапнат? Било како било. Малку дај да се послушаме на оваа телевизија, инаку усогласување, неусогласување, не дигајте ги оние огнени топки кои не треба да ги подигнете, зашто пак имате проблем. Не знаете со што имаме работа. Дај да си засукаваме ракавите и да работиме и следете го и председателот и председател. Благодарам многу и вам за учеството и за тоа што го споделивте со јавноста вашиот став. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Вака да кажам, претходно кажавте се во однос на државите кои како ги слават празниците, и тоа е точно. Значи сите и христијаните се христијани се и православните и католиците, значи една вера се. Со тоа што мнозинството се католици, а православни се помалку. Проблемот е само со двата празника Божик и Великден. Затоа што Грегоријанскиот календар е попрецизен астрономски, не во друго. Само ние, Србија и Русија, тераме по Јулијанскиот. Мислам дека е погрешно од практични причини. Замислете, вие имате пости до Божик православен, а славите Нова година мрсно. Па не може така. Што им фали на Грција, Бугарија, Украина, Грузија, Света Гора и таму во Каиро што се тие нашите, дека само овие два празника ги слават усогласено со католичките, а погрешно е мислењето што некој кажа дека другите празници се менуваат. Не е точно. Во православието сите други празници си остануваат исто, сваѓате? Истиот ден и датум, само овие два заради практична примена. Да не правиме разлика од целиот свет, да видиме. Благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Еве уште еден коментар на Стево Николов, кој што напишал: раните христијани не славеле ни родиндени, ни Божик. Православната црква и католичката црква превзеле паганско верување. Во Светото писмо не се спомнува одреден месец, ниту датум кога е роден нашиот Господ Исус Христос. Не е проблем календарот, проблемот е во Ватикан, кој прифатиле пагански традиции. Ги слушам коментарите, никој не го спомнува Светото писмо, ниту еден цитат не се осврнува на датумот за Исусовото раѓање. Тогаш ние му одредуваме датум и месец кога е роден Исус. Поздрав. Поздрав и до вас, господине Стево. Благодарам што земавте учество преку коментари. Продолжете и понатаму, секако сите вие кои што нема да успеете да се вклучите во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Најубава вечер и вам. Да кажам дека јас ги постам постите, можеме иште од дете, така, и цела фамилија ги постиме постите. Така там не може да рече некој дека не може да издржи. Јас сум била прва што сум викала дека не можам да издржам, меѓутоа толку имате сега за јадење што сакате да јадете, така да не значи само месото дека е главно во оваквото. Се да кажам, значи јас и да се смени никој пат не би го оваква славела празникот по овакво. Затоа што кој е постар сега, ајде да видиме кој е постар календар. Значи не може. И друго, еве ајде сите да прифатат цел свет да бидат во католичкиот Божи, да кажете ми огинот кога за Великден ќе се пали тогаш. Пошто воопште не се пали за католички Великден. Значи тогаш ајде што ќе правиме со тој огин во оваквото што се пали само во таа сабота. Значи мислите на благодетниот оган? Благодатниот оган, што ќе правиме? Кој ќе го слави? Никој нема да го слави. Само ќе го овако. Затоа, значи, ова ти е еден доказ. Значи, ова е доказ кога треба и што треба да се прави. И сега во Библијата, ја колку што знам, дека најстар народ и Македонија се спомнува и православните се спомнуваат најмногу таму. И сега, ако некој читал или не читал и како му одговара, не знам. Меѓутоа, таа Библија така постои за това. И таму кога читаш и кога гледаш, значи, Македонија, значи, христијанството е прво, после доваѓаат католиците и да не... Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Ево уште еден коментар на Елена Лела Видоеска.
напишала вака да споделам само. Во првите векови на христијанството Божик всушности се празнувал на 25 декември, па подоцна е префрлуван на други датуми и пак на крај 25. Само календарот ни е различен. Знам дека многумина мисла дека со усогласување ние се откажуваме на некој начин од православието, но воопшто не е така. Не можеме така зилотски да гледаме на работите. И подобро да славиме на 25, барем така ќе завршат и постите пред Нова година. А со тоа и голем дел од народот би се спасил од влегување во греф, бидејќи многумина не успеваат на Нова година да се одржат во пост, па дури и да не јадат мрсно во најмала рака ќе се напијат, така што подобро усогласување од повеќе аспекти. Среќен и честит Божик на сите кои слават. Благодарам, Милена, и вам за коментарите, односно за коментарот и вашето учество. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се слушаме? Да, повелете, ве слушаме. Мирче од Косел. Поздрав до вас, господине Мирче. Сега, ова усогласувањето кога да е, мора да се направи од практични причини. Исто како што е и календарот, не е од некои верски причини измислен календарот, туку од практични причини е измислен календарот за да може да се функционира, да се живи, да се работи. Она што го направил папата Грегорije, што католиците ги оддели од славењето на јулијанскиот календар, има врска малце тука и со астрологијата и астрономијата. Дури и овој календар се покажал неточен. По некоја рака научниците успеале да видат дека јулијанскиот е поисправен. Затоа што тука има една наука, математичка географија за картографија и астрономија. Колку трае еден месец? 30 дена, 31, 28. Значи имат нешто што не се согласуваат. И зашто е за скодно да додадат во февруар уште еден ден. Меѓутоа и тоа недостаje, и тоа не е исправно потоа. Благодарам и вам за учеството. Пред да преминеме на анкетата, секако да го прочитаме и коментарот на Лазар Младенов, кој што напишал: кога во секојдневниот живот се водиме по еден календар, а настојуваме црквата да се раководи по друг календар, тоа е кристално чиста биполарност. Благодарам за коментарот, секако и за учеството, а еве ги резултатите од денешната анкета. На прашањето дали ги држите божикните пости, оние кои што не следат на Инстаграм одговорија вака. Со да 14%, а со не одговорија 86%. Време е да ги проследиме рекламите, а потоа сме назад во студио. Благодарам за учеството. Секако можете дискусијата на оваа тема да ја продолжите на социјалните медиуми, преку коментари, се разбира, и споделувања. Тоа е возможно и по завршувањето на црвена линија. Сега е време да ве пренесам во оној свет каде што се блеска, све светка и има многу музика. Има шпански ветар. Не може, Знаеш дека ќе излезеш, нема да. Значи, во склоп на муабетот, дека се подготвуваме за големата прослава веќе следната година во првите денови изданија на Никој како. Нормално, гостинка ексклузивна ќе биде колешката која што говори на другото квадратче. Па ти мене ме караш дека јас постојано нешто откривам, а ти мене ме откри 20 дена пред... Морам на гледачите да им објаснам за што се работи и што е шпански ветар. Тоа ќе биде специјалната торта која што ќе ја јадеме од Кате. Така е. Кате, полна изненадување, јас не сум знаела дека за вакви ветришта знаела. Не знаете каква торта е тоа. Со оглед на името, боле да не е. Ми стигна како се вика во Крин, се вика безе торта. За оние што знаат, знаат. Не, но... Ја би сепак срнечки грб. Каков срнечки грб? Тоа е помината. Тоа е помината лекција. Стара школа. Одиме на шпица. Тинка